Вечер, јас би сакала уште еднаш да потенцирам дека истрагата која ја водевме по однос на оперативната обработка или на операцијата Монструм е најтешката истрага со која досега се соочило Македонското Министерство за внатрешни работи. Ги вклучивме сите професионалци, ги ангажиравме сите капацитети со кои располагаме и воопшто нема да сгрешам ако речам дека деноноќно без престан по 24 часа на ден се работеше буквално од првиот момент од како дознавме за Имате ли соработка со пријателски служби? Значи, ние од првите моменти, од како се случи овој грозоморен чин, јавно побаравме помош и поддршка и од пред соседните држави, и од пријателските служби, но и од граѓаните на Република Македонија. Она што во овој случај се потврди како една многу моќна алатка е партнерството помеѓу граѓаните и полицијата. Наспроти сите наши знаења и искуства кои сме ги стекнале низ целокупната наша работа во изминативе години, сепак се покажа дека јавувањата на граѓаните на бројот 199 беа од можеби од клучно значење во оние моменти кога се уште немавме релевантни информации да тргнеме во вистинската насока. Потоа се разбира со нашите полициски техники на работа успеавме сите сомневања да ги расчистиме, успеавме она што не изгледаше најверојатно како сценарио да го подкрепиме со материјални докази и да го подкрепиме со други информации за да можеме утрово да излеземе пред судот, се разбира во соработка со обвинителството и да поднесеме кривична пријава. Сепак се работи за најтешкиот вид на кривично дело, односно за кривично дело тероризам. Две-три прашања имам, ако може по-концизно вака да добиеме одговор. Пред околу 2-3 години дневниот вестник Вечер исител и отворија темата на вахабистите и радикалниот исламизам во Македонија, потоа уследи одземање на џами, исламската верска заедница се обиде да реагира, не можеше, бидејќи беше послаба на терен, никој не им пружи поддршка ни од политичките партии, ни од државата во заштита од вахабистите, бидејќи никој не геше да се рчка со нив, секој сакаше да биде подалек од верските теми. Тие се засилува, дојде до што се. Сите меѓународни извештаи говорат дека во Босна учествувале над 5000 муџахидини, во Косово негде 2500, околу 700 се уште во Босна по систем на бракови и така натаму останати, и дека се под силна контрола, нешто на американски држави и на пријателските служби и така натаму. Превземавте ли цело во ова време некаков надзор да видите како тие луѓе се движат во регионот, говорам, не само Македонија, бидејќи Македонија не може сама да го реши проблемот, ако во Санџак имате група која пукаше на американската амбасада, која можеби е вплеткана и тука не тврдам. И така натаму. Проблемот е регионален. Соработувавте ли со босанската, српската, американската полиција разузнавање? Апсолутно, значи, ако добро се сеќавам, оваа тема на некој начин стана малку поактуелна некаде во септември 2010 година и верувам дека ќе се сетите дека ние во тоа време сигнализиравме дека Македонија не може да остане изолирана од нешто што е светски тренд. За жал, човештвото до овој момент нема најдено решение за радикалниот ислам, кој неретко користи насилни методи за да ја оствари својата цел, вклучително и терористички акти. И вклучително насилство врз муслиманите, како кај нас значи, против исламската верска заедница. заедница. Неслучајно во неколку наврати потенцирав дека радикалниот ислам кој прибегнува кон терористички методи на остварување на целта е подеднакво опасен и за христијаните, и за муслиманите, и за оние кои не веруваат во ниту една религија. Бидејќи практично овие лица според сознанијата кои ние ги имаме како надлежни безбедностни служби се противат на се што не се совпаѓа со нивните стандарди на разбирање на религијата. Очигледно е дека нивните стандарди се сосема различни и немаат ништо заедничко со она на што учи секоја религија. Впрочем, секоја религија без исклучок учи на соживот, на мир, на разбирање, на толеранција, што не е случај со радикалните сили. Се поголема е заканата од радикалните исламисти, радикалните верски фанатици за мирот во светот. Република Македонија партиципира во многу меѓународни акции, во многу меѓународни асоциации. Нашата управа за безбедност и контрразузнавање е кредибилен партнер на најсилните служби во светот кога станува збор за борба против тероризмот и сите оние активности кои значат заштита на уставниот поредок. Од тука ние не може да го исклучиме тероризмот како појава или како можност да го почувствуваме
саме на сопствената територија. За жал, неодамна со убиството кај Смилковци, каде што 5 невини жртви ги загубија животите, Македонија се соочи со еден терористички акт од најгрозен вид, од најбизарен вид. Најсурово убиство се случи, бидејќи жртвите беа 5 момчиња на млада возраст, целосно значи лица кои се недолжни, лица кои претходно немале нити криминално досие, нити било какво поведение што може да ги стави во корелација со извршителите на кривичното дело. Тоа само потврдува дека она што значи тероризам по дефиниција, потребата да се всее страф, да се создаде немир кај населението и да се предизвика недоверба која понатаму може да генерира конфликт, беше присутна и во ова конкретно кривично дело. Беше битно исто така и да не се потикне меѓуетничка поделба, дури и тензија. Имавме и медиуми и во Македонија, мора да кажеме. Бидејќи јас сум генерален секретар на Македонската асоциација на новинари, тоа не можев да премолчам. Имаше и медиуми кои вика албанците се виновни, они го прават цело време, владата ги толерира. Значи, виднаш по убиството, откако ние се соочивме со предизвикот да го расчистиме овој грозоморен чин, се соочивме со уште еден предизвик. Предизвикот сите ние во сопствениот домен на действување да се однесуваме одговорно. Јас во неколку наврати повторив дека најголем дел од медиумите од Република Македонија беа достојни на задачата и на предизвикот кој беше пред кој сите ние заедно бевме исправени. Значи, најголем дел од медиумите во Република Македонија известуваа одговорно, воздржувајќи се од шпекулации и држејќи се до фактите, а со самото тоа спречија поттикнување на тензии. Но за волја на вистината имаше и такви кои го правеа токму спротивното, а имаше и такви најчесто странски медиуми кои со изнесување на неточни информации, значи целосно неточни информации, односно шпекулации, се обидоа и да направат сериозна штета на истрагата. За среќа не наидоа на одобрување ваквите обиди, нити кај пошироката јавност, нити кај мнозинството од медиумите во Република Македонија, и на некој начин со заеднички сили ние успеавме да ја одржиме мирната атмосфера во земјата, што само по себе создаде простор и ни даде можност, како Министерство за внатрешни работи, целосно да се фокусираме на истрагата, значи со сите сили деноноќно да работиме на откривање на сторителите, и резултатот е очигледен. Значи ние денес точно знаеме кои се сторителите на ова најтешко кривично дело. Кои се луѓето кои беа инволвирани во тука се мнозински албанци, но има и бошњаци, како се ги крстам поново, не може да ги најдем. Муслимани од Сандžак и ништо, што е прецизно речено одбивање на тезата дека албанците нешто направиле македонците. Значи прво, второ, нема етничка припадност кај. За нас е целосно ирелевантно кој на која етничка заедница припаѓа, дали се работи за маж или жена, дали се работи за возрасен или за млад човек. Она што е важно за нас е нашите сомневања да ги потврдиме со материјални докази, кои потоа би ги презентирале пред судот за да може да донесе една одлука. Битно е не се исклучува албанци извршители, ја ќе го потенцирам тоа, бидејќи во ниту еден момент ние но самите албанци во Македонија, Али Ахмети, например, побара подитно да се објават нивните биографии, имиња и се, за да се види дека албанците не се тие, дека се терористи. Што е за поздравување? Во една ваква ситуација, кога се соочуваме со проблем кој е сериозен, со ваков грозоморен терористички чин, мислам дека единствено болни умови може да креираат тези дека се работи за некој фингиран случај, дека едните или другите како заедница се виновни за нешто што го направиле поединци. Одговорноста мора да биде индивидуална. Таа мора да се алоцира кај поединци и секој треба да одговара за сопственото. Тоа е пракса на големите држави. Тројца косовари се фатени во действија терористички против Соединените американски држави, но сам не мислел дека Косово е виновно за тоа, како што ни овде албанците не може да виновни за тоа, но можеме да очекуваме сега спротивно. Ако не успеа овој фазон, а тоа е, убите македонци, покажете со прст на албанци, тепате се меѓу себе, која има војна, јас сум главен, бидејќи јас знам да убивам, да колам, да бесам и да тргувам со оружје. Дали се може да се случи обратно?
негде албанци да настрадаат, оставајќи траги или посечувајќи дека се македонци сторители како одмазда, па сега албанците да имаат слаби живци, да награнат на македонците како Македонското одмазда. општество во овој конкретен случај покажа еден висок степен на зрелост. Односно покажа дека знаеме да направиме разлика помеѓу индивидуален сторител на најгрозоморно убиство, на терористички чин и воопшто да не го доведуваме во корелација нити со неговата етничка, нити со неговата верска, религиозна или било каква друга припадност. Мислам дека овој настан, колку и да е непријатен и лош, колку и да побуди негативни чувства кај сите нас, значи една нова етапа во развојот на нашето мултиетничко И општество. потврда, ние сега во пракса се покажаме дека сме стабилно општество за разлика од Србија, Хрватска, Бугарија, Грција особено. Наспроти сите обиди за дестабилизација, преку пласирање на неточни информации, преку аргументирање во корист на тези кои не одат во прилог на мултиетничкото општество во Македонија, кои морам да кажем дека доаѓа и од луѓе кои себе си се легитимираат како експерти и потекнуваат од Република Македонија. Република Македонија покажа еден висок степен на зрелост, институциите покажа еден висок степен на професионалност и потврдија дека можат да одговорат и на најсериозните предизвици. Во моментов, од безбедносен аспект, нема поголем предизвик отколку борбата против тероризмот. Ние негде